Почнуваме со денешната утринска тема, како и секогаш актуелни теми се во нашиот фокус во овој термин од утринска на тема. Па така она кое што прилично беше во фокус во изминатава година и во овие денови се разбира е платформата TikTok и она кое што го прават земјите во светот, па сега и земјите во регионот се со цел да се заштитат корисниците, да се заштитат граѓаните, особено најмладата популација која што е најподлежна на такви манипулации или она кое што изгледа како предизвик и забава за нив, а како што можеме да видиме и сме сведоци на вистина штета со последици. Ако зборуваме за кај нас, она кое што последно го знаеме по предизвикот Супермен, 20 на деца беа повредени, се уште пристигнуваат и нови информации и за нови предизвици. Па повторно се отвара темата до каде сме со размислувањата, но и со ограничувањата, ако воопшто се размислува за тоа за платформата TikTok. Албанија тоа го дефинираше, поточно го реши и одлучи да стави целосна забрана на TikTok. Иако покрај критиките на тамошните експерти, сепак од владата децидни дека тоа е вистинското решение. Во денешната утринска тема ние прашуваме дали е тоа вистинското решение покрај овие низа регулативи кои што се превземаат за TikTok во светот. Па наши соговорници во утринската тема се разбира оние кои што се специјалисти, професионалци во својата област. Тоа е Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми и комуниколог, како и Марија Стојковски, која што е маркетинг менаџер и контент креатор. Тоа би било креатор на содржини на социјалните мрежи, на оние нели атрактивни и популарни платформи кои што ги знаеме. Добро утро и добро ден дојдовте во утринска на тема. Добро утро. Веќе познато за вас, нашиот амбиент и веројатно и течението на нашиот разговор со оглед на тоа што вие секогаш, како вели Бојан, секогаш разговорите имаат и плюс секогаш ќе се добие некоја информација. Важно е да ги едуцираме како и информираме како родителите, па така и можеби помладата популација која што не гледа, па и секој од нас, бидејќи живееме во време во кое што имаме навистина брз напредок на технологијата во секој аспект и вештачката интелигенција за која што сме зборувале и она кое што се нуди на платформите, но она кое го гледаме сега се ефектите од тоа. Позитивните ефекти не дека ги нема, ги има, но некако она кое што малку деструктивно влијае на младата популација се сите тие негативности кои што произлегуваат од содржините кои не се класифицираат, а се достапни на овие социјални мрежи. Па би сакала да го слушнам вашиот став и размислување за ова кое што се случуваше последниве денови, забраната целосна на Албанија, која што е прва земја од регионот, поточно прва земја во Европа која целосно го забранува TikTok и дали всушност со тоа ќе се реши овој проблем, бидејќи TikTok не е единствената платформа. Јас да почнам. Ајде. Девојките имаат, дамите имаат предност. Фала. Да, уште еднаш благодарам, многу е пријатно тука и нели многу пати сме збореле на битни теми, баш ме радува што тоа е така. Конкретно мислам дека не е баш црно и бело, не може да се каже дека е да, пример ја лично дека сум за да се забрани комплетно TikTok или да не се забрани. Но сметам дека се уште е рано да собереме податоци и од регионот и од светот. Нема многу примери по кои што може да се види дали таа конкретно забрана ќе вроди со плод. Мојот личен став е дека најверојатно нема, затоа што сметам дека би било па и контра ефективно од причина што младите секогаш ќе најдат некоја друга платформа каде што ќе се пренасочат. Имаше и порано слична платформа како TikTok, тоа беше Vine. Не знам дали ви текнува, форматот беше из кратки видеа, луѓето креираа контент, но не креираа содржина на тој начин како денес. Така што тој аспект сметам дека според мене би било малку контраефективно и дефинитивно треба се согледат и некои примери. Пример во Индија беше забрането во 2020. Нема се уште конкретно и после 4 години кои податоци дека да, супер е тоа. Туку самите граѓани си направија нивна платформа TikTok, така да ете тоа е еден пример кој што може да се сподели вака од светско ниво. Последно мислам дека 2023 во Монтана во САД има од тоа јас лично што истражував забрана, но повеќе во владиниот сектор. Значи, кога ќе влезеш во владина институција, кога ќе влезеш во образовна институција, тоа според мене до некаде е окей да биде нели така на тој начин забраната, но не да биде ефективна целосна кон сите, да. Да, забраните најчесто знаат точно да предизвикуваат контраефекти, но некако забраната доаѓа како можеби недостаток на одредена стратегија или нешто малку по нешто кое што би донело ефекта, нема да бидете вака целосна забрана за да се
чувствуваат тие жители, конкретно ако зборуваме за Албанија, исклучени од она кое што се наоѓа и на таа платформа. Па, Бојан, дали сметаш дека е ова недостаток на нешто кое што треба, за кое што треба малку повеќе работа и нешто што представува процес? Апсолутно треба многу повеќе работа, но прво јас да кажам да пријатно секојаш во студиото, особено со новогодишните и божикните елементи кои што ги има. Треба да разграничиме правила на однесување на игра со забрана. И честото користење на зборот забрана не само што не носи ефект, туку, како што спомена и Марија, носи контраефект. И тоа сме го гледале 100 пати до сега. Да. Не е спорно дека треба да се регулира се што е нерегулирано, не е спорно дека треба да се регулира се што носи негативни последици, особено за децата. И тоа е во ред. Дали ќе биде тоа како ќе се користи во едукацијата, како ќе се користи од одредени целни групи и така натаму. Меѓутоа, упорно кажуваат ова ќе забраниме, тоа ќе забраниме, едноставно се сите прво сме биле деца, второ многу психолози сте ги прашувале и сме гостувале заеднички и кажуваат дека зборот забрана на таа возраст само создава поголема желба нешто да правите. И дали ќе се вика TikTok, дали ќе се вика различна платформа, едноставно му ја дигате цената на негативното. Сега, многу убав пример дадовте, 20 деца, за жал, кои што беа повредени, меѓутоа таа бројка со денови не расте, што е многу позитивен пример. И сега зошто не расте? Од кога почна во медиумите гласно да се зборува, од кога почна на секаде да се кажува каков е проблемот и што прави предизвикот Супермен, тие бројки ги снема. Тој предизвик може би го има, меѓутоа не гледам извештаи од болниците. Еве конкретен пример, кога работите на превенција, односно кога работите на јасно укажување на мас едукација, како работите се менуваат. Значи не ни требаше на забрана за да се престане со оваа пракса. И се замислете, ако ние го престроиме, го промениме општеството и почнеме на овој начин и во образованието, и секаде да ги отвараме темите пред да се случат, пред да ескалираат, ние никогаш нема да зборуваме за последици. Ете, толку е решението и самото се содржи во она што можеме како резултат да го видим. Додека дознаваме откако ќе ни се повредат или настрадаат, не дај Боже, посериозно деца или луѓе, од која ќе гледаме кога тоа ќе се развие до степен да создава тешки последици, а претходно сме го пикале под тепих и сме ги замежувале очите како општество, вака ќе ни се случува. Така што еве еден пример колку е поважна превенцијата, а се друго се сложимо го каже Марија околу забраната какви нуспојави може и би додал само уште еден аспект како ќе се спроведе. Да, и тоа делува превентивно за и понатамошните предизвици кои што може да се појавуваат, а се разбира дека ќе ги има, ако се осврнеме на кој што имаше во минатото, но веројатно со друга перцепција, па и со друга свест, ако ета едукацијата ја споменавме. Ќе дојдеме и до тој дел и тоа е наша втора тема во контекст на оваа реализација или она кое што сакаме до кое што сакаме да допреме до гледачите, а тоа е за едукацијата и на родителите и кон младите како клучен фактор во сето ова. Не можеме да забраниме употреба на мобилни телефони, не можеме да забраниме пристап до интернет, не можеме да забраниме да се биде дел од одредени социјални мрежи, бидејќи тоа во денешно време, во ова дигитално време во кое што живееме, особено за младите генерации, би било огромен хендикеп. Велат да се контролира, но прашањето е како тоа би се контролирало, нели? И тој пристап е особено важен. Марија, како некоја која што креира различни содржини конкретно на Инстаграм, на оваа платформа, како еден пример кој што може да делува, да речеме, позитивно. Нешто што апсолутно остава впечаток за мотивација, инспирација, како би требало професионално да изгледа една содржина направена, снимана, прикажана, без разлика дали се работи за маркетинг или нешто слично. Колку сметаш дека ваквите примери допираат до младите? Рековме, социјалните мрежи може да бидат мач со две острици, но зависи како се гледа на нив. Па, можеме ли да бидеме погласни и повлијателни во тој дел? Да, искрено мислам дека можеме и дефинитивно треба да бидеме погласни. Ја лично не користам TikTok од аспект да креирам таму содржина, иако многу пати размислувам да се префрлам и таму, да дадам придонес, бидејќи таму е помладата публика, конкретно Gen Z генерацијата. Да. Така што позитивен пример е тоа што еве конкретно и кога се зборува за маркетинг многу се демонизира како име.
брзите кредити, нели тоа цело време го зборуваме како дека нешто не треба да се прави и слично. Сметам дека во тој аспект можеме да допринесеме и со повик и со креирање на едукативни содржини. Јас барем кај мене зборувам на сите теми, да следите вие. Знаете, така што сметам дека секој што има глас треба да го искористи на добар начин, нели да допре до пошироката публика, особено до помладите. Така што ја лично би сакала да користам и TikTok понатаму, затоа што сега го користам само од професионален аспект, односно гледам трендови, гледам што се случува, така да мислам дека од тој аспект дефинитивно треба да се префрлиме и таму. Конкретно логистички како би го изведеле тоа што го кажа Преска е дека не може да се забрани целосно, логистички не е возможно, дури еве Албанија воведе целосна забрана. Повторно може да се пристапи преку VPN. Значи било кој жител од таму може да најде заобиколка и начин. Така да повторно мислам дека не е тоа целта. Целта е да се пружи едукација и на родителите и самите институции да пручат некаква рамка, едукација. Знам дека Бојан има проект кој што тековно треба да се разгледува на таа тема и од тој аспект сметам дека треба малку повеќе да се едуцираме сите колективно, и креаторите, и родителите, и образовните институции да придонесат малку level up во се што моментално се прима како содржина од страна на младите. Да. Бојан, дали треба да се даде фокусот на оние кои што се влијателни на социјалните мрежи, без разлика каква возрастна група станува збор, иако возрастната група е прилично помлада, да се даде, да речеме, првенствена едукацијата на нив, заради тоа што тие се оние кои што ги пласираат таквите контенти на социјалните мрежи, за да може сето тоа понатаму да влијае позитивно и да отиде во оваа друга насока, така што зборувавме. Сите што се влијателни веќе го имаат фокусот. И тука давале ние или не фокус, своето делче и удел во обликувањето на младите го имаат. Меѓутоа, не мислам дека инфлуенсерите, инфлуенсерките се тие кои што треба да едуцираат во образовна смисла на зборот, туку тоа си го прави образованието. Да. И секој во процесот си има своја улога. Родителите, наставниците, професорите, педагозите, психолозите, секој. И сега ние, знаете, колку повеќе сме, колку повеќе аспекти имаме, ако се обединиме, толку поголемо влијание ќе правиме. Затоа што ако продолжи овој однос во општеството, немојте да следите инфлуенсери, тие се лоши. Од друга страна, инфлуенсери, немојте ова да правите, не ни даваат да се развиваме. По образованието вика, родителите многу ги испуштаат, децата им даваат се родителите велат ова во образование ништо не се работи и ние само се вртиме во круг. Мачка и глушец. Што е ефектот? Нема ефект. Што е ефектот? Предизвици, проблеми, деца во болници и така натаму. Значи едноставно мора сите, секој од својот аспект да седнеме и да ја завршиме работата. Бидејќи за секој од нас станува збор. Општеството во кое што живееме е на сите. Ако имаме несреќни деца, немаме среќно општество. Ако имаме незадоволни родители кои што не можат сами, внимавајте, мораме да ги поддржиме родителите. Значи денеска вие да се справувате со вакви предизвици, со своето едно, две или повеќе деца, тоа е навистина храброст, тоа е навистина големо херојство и треба да се оддаде признание. Ние што правиме најчесто, особено ајде тоа родителите само им даваат телефон, не е така. Еве јас ги гледам околу себе родителите кои што се борат секојдневно и да учат и да најдат начин и да си имаат апликација. Мораме тоа да го поздравиме. Да, има родители што не знаат. И тоа мора да го признаеме, не да се смеваме со некој, туку да знаеме дека живееме во земја која што нема доволно финансиски средства, има многу луѓе што се на рап на сиромаштво, од каде да најдат уреди за своите деца, од каде да се едуцираат или да работат по цел ден за да поправат што треба по дома, да донесат за јадење или да ги облечат своите деца. Значи тоа се реалните проблеми. И се државата наместо да се повлекува институциите, како што досега го правела, наместо да се држиме на нишан во наводници кој е повеќе крив или кој е помалку, ајде да се обединеме и тоа е Марија иницијатива која што имаме до Министерството за образование и Министерството за дигитална трансформација да покренат ваква иницијатива и да не вклучат сите за да го дадеме придонесот со акцент на родители и наставници, меѓутоа и секој од својот аспект. Комуниколози, контент креатори, психолози, педагози, да не редам. Тоа нема друг пристап. Не знам како да Марија даде одлични примери на почетокот. Правиш едно, значи ставаш една затка, излегува од тука. Да.
Дигиталното време е такво. Сме зборувале многу пати. Сега јас сум секогаш тој адвокатот кој што треба да каже дека нема да се смени времето. И драго ми е што има трак и ќе може да се следи. Најлесно е денеска седиме сите на масава да кажеме ова со интернетов е катастрофа, децава ни ги носи никаде, ни прави ова, све да се забрани. И ќе се отидеме по дома, ќе направиме ефект не. Многу е пофер да кажеме дека ова нема да запре како интернет, но мора да запре како предизвици кои што се штетни, мора да запре. И ајде да најдеме заеднички содржини и места што се користи. Јас тврдам, анкета најобична да се направи на улицата, каде било. Што вие корисно знаете да посочите на интернет, не дека нема да бидеме свесни. Еден линк или еден извор да го бидејќи цело време зборуваме за негативните и никој не создава платформа каде што ќе се покажуваат предностите. Значи едно дете од најмала возраст може да игра која што се базира на математички правила и да научи математиката. Они игри кои што беа како да се облечеш, како да изградиш куќа, тоа се едукација. Оние домашни продукции, македонски, на албански јазик исто, кои што се детски сликовници, детски кратки филмови. Тоа е тоа. Позитивни примери дефинитивно. Да, има доста позитивни примери, иако секогаш кога се зборува за поминување повеќе време пред компјутер или на телефоните, родителите се тие кои што се најзагрижени како тоа ќе влијае на нивното здравје, покрај тоа што има таму се разбира и едукативни содржини, ако тоа се увиди како такво и се дозволи или е дозволено за најмладата популација. Кога веќе го спомнавме министерството и она кое што повод оваа ситуација и го сподели министерот за дигитална трансформација и за дигитална трансформација Стефан Андуновски за проблемот кој што постои и она кое што го направи Албанија, тој рече дека кај нас не се размисла на затворање, поточно на блокирање на TikTok, туку ќе се разгледува на начини на едукација за децата и родителите, препораки, ќе се пратат до сите основни и средни училишта во државата за димензионирање на услугите што се нудат на овие мобилни апликации, нели, и апелирајќи до родителите кои што имаат главната одговорност кон тоа што е она на кое што пристапуваат, следат нивните деца. Секој паметен уред има системи за заштита на децата, може да се тие системи, може да кажем Бојан од искуство дали вклучувањето на овие системи за заштита имаат ефект, што вели статистиката ако воопшто постои како таква, може ли некако исто тоа да биде да речеме начинот на контрола? Ајде, многу е актуелна статистика и математика општество. Да. Ајде така да ги поставиме работите. Значи, ако ние зборуваме за 20 деца кои што завршиле за жал и во болница, еве да речеме дека 2000 деца имале некакви последици од тоа што се случувало на TikTok. Меѓутоа, тоа значи дека огромен процент немале последици или не го практицирале тој предизвик. И мора да најдеме начин како прво тоа да го истакнеме, заради тоа што цело време покажување со прст децава не ни чинат, децава само лоши работи прават. Младите цело време одат по кафичи, кафани, не знам, дискотеки, прават непрактични работи, че ние само ги стигматизираме луѓето и не им даваме шанса да се развиваат. Простиот одговор што не правиме како општество е зашто не ги вклучуваме родителите и децата да наоѓаат решенија. Зашто мислиме дека ние учениците не се свесни за последиците, особено од кога го слушаат се тоа. Меѓутоа и претходно. Ајде да ги прашаме што се тие подобро знаат. Ние дознавме од медиуми. Да бидеме самокритични. Ние не дознавме од TikTok за предизвикот, дознавме или оние родители кои што се сочија со своите деца, или масовно на медиум. Значи не сме во тек. Кој е во тек? Самите деца. Ајде да ги прашаме што да се направи. Значи да ни дадат совет, да им дадеме поддршка и да видат дека тие креираат здраво општество за себе. Родителите, зашто не мислиме дека не знаат што треба да се направи. Па секој родител по дома се сочува со предизвик што да направи. И нешто направи, успеало, не успеало. Ајде да прашаме и да дадеме шанса тие да креираат. Значи, знаете како, многу е битно логата на министерствата, на бирото за развој, се е добро. Тие се клучни, ние ги плаќаме. Меѓутоа, тие се формираат за овие целни групи. И по мене пристапот, ако треба нешто да се казне, нека се казне. Тоа се закон, ако се прекрши закон, така јас сега ако скршам тука чаша и почнам да користам недозволив јазик или да псујам и слично, има закон по кој што ќе бидам казнен во демократска процедура. Да. Меѓутоа,
има многу простор додека да стигнеме до таму да ги промениме работите, а клучната промена е да ги свадиме надвор. Во прв план децата, родителите, наставниците, и тоа не да се жалиме, туку да кажат што примениле, што дало резултати, што примениле, што не дало резултати, што предлагаат да го правиме сите заедно како општество и да ги пробаме како пример. Тука ќе успееме. Со блокадите и со забраните, не знам колку пати сме пробали. Еве, негативен наратив. Па и забрана, еве, ковидот беше пред неколку години. Да. Себе сетете се, некои забрани кои што не беа базирани на наука, туку беа, сега ќе ти покажам како треба, како заврши, мислам, реално и дали се спроведува. Мора да зборуваме реално. Така е. И кога зборуваме реално, исто така треба да знаеме дека одговорноста на оние кои што креираат содржини на платформите е апсолутно голема. Да. Не секоја сваќа тоа да бидеме исто така реални, заради тоа што многумина сметаат дека тоа што тие мислат дека е добро и тоа што тие сметаат дека е важно во моментот да го прикажат, го прикажуваат. Имаат и тие следбеници и ги следат оние кои што сепак мислат дека се интересни, но свесноста лежи во тоа да се знае одговорноста на сите кои што се влијателни на платформите. Па лично, Марија, како ти сметаш дека како ти гледаш на тоа, нели, во однос на твојата одговорност за тоа што се пласира, со оглед на тоа што си и во маркетинг делот, па нели и тие маркетиншки пораки исто така треба некако да бидат прикажани, нели, Точно, да. пренесени. Јас повторно би се вратила и на тој негативен наратив кој што се генерално ниво Македонија мислам дека колективно сакаме да се задржуваме повеќе на негативните работи. Многу ретко сум слушнала вест од типот на вести, например, дојде или како најава, пример нас некој странец не посетил и сега направил вирално видео за Македонија, тоа никој нема да го дознае. Ќе го дознаеме само тие кои што сме на таа социјална мрежа, пример на Инстаграм, на ТикТок и така натаму. Така што мислам дека тој наратив негативен прво е тоа нешто кое што треба да се изостави малку и повеќе да се фокусираме кон позитивните работи кои што се и такако постојат. Околу одговорноста сметам дека е многу голема дебата. Еве сега со протестите во Србија, многу често и самите студенти викаат каде се сега инфлуенсерите, каде се нели одговорните луѓе, каде се влијателните. Сметам дека да, имаат одговорност која што треба да ја дадат, треба да шират добра порака и да не ги мамат на некој начин со својата влијателност луѓето или да им прават нешто од кое што речеме треба купат нешто и така натаму. Но сметам дека не треба све да падне само на нивен грб, затоа што постојат далеку повеќе помокни институции кои што треба да се нели тука задолжени во целиот тој наратив, особено кога станува збор за малку поактуелни теми како оваа. Така да тоа што можат луѓето кои што имаат влијание да направат е да се посветат повеќе кон едукација, да не да кажат што е добро и што е лошо, бидејќи тоа на крајот на денот за секого е различно, но сепак да шират некаква позитивна порака. Така да тоа е нешто кое што јас лично го правам и повеќето од луѓето го прават, но постојат и нели луѓе кои што не го прават тоа, така да едноставно и кои се идолите на младите на крајот на денот, со кои идоли тие растат и тоа е нешто кое што треба да се запрашаме, тоа потекнува реално од дома. Така, значи луѓето следат одредени луѓе кон кои што имаат афинитет да ги следат и сега дали јас ќе направам позитивна порака, најверојатно тој што не е кој што нема афинитет кон мојата содржина, најверојатно нема ни да стигне таа нели порака до него. Да. Така да пак е еден меур, значи јас повторно во тој мој меур можам да допрам само до одредена група на луѓе, не до цела Македонија. Така да, од тој аспект сметам дека и од дома многу треба да се дискутира, да се разговара, од типот на кого следиш на социјални мрежи, зошто го следиш тој човек, што те учи добро, што те учи лошо, така да многу повеќе слојна е оваа тема. Да, и младите кои што се уште можеби немаат оформено размислување за одредени работи или немаат формирано став како млади личности, исто така за одредени работи, резонацијата за тоа што треба да се гледа, а што не треба да се гледа, додека не ја знаат, се разбира дека треба да им се насочува, бидејќи токму недостаток на истата се случуваат и прифаќањето и правењето на овие предизвици. Неодамна имавме повторно на ваква тема со оглед на актуелностите и ни беше и гостини најмладиот и најпознатиот тиктокер кај нас Александар Динев, еве ќе го поздравиме. Она кој што го споминува
допълнувам, сега се надоврзувам на што го кажа Марија, тој ја спомена перцепцијата, зависи од тоа како ќе ги гледаш работите. Тој е на TikTok активен и тој е најпопуларен TikTok. Ама не прави предизвици. Тој вели дека воопшто не ни следи, не ги следи предизвиците, ниту прави такви предизвици, туку креира нели нешто што е инспиративно за младите и тоа може да се забележи и на неговиот TikTok профил. Но ако ние зборуваме дека забраната не е најдоброто решение и дека апсолутно треба да се работи на нешто друго, а не на забрана која што дава контраефекти како што слушнавме, тогаш многумина ќе речете како Австралија, како една таква земја го усвои најстрогиот закон за социјални медиуми во светот, забранувајќи им на децата под 16 години да користат каква било платформа и тука се поставува прашањето Австралија не знае ли да се справи. Не може ли Австралија да направи некаква стратегија за тоа како да им дозволи на децата, а сепак да не биде тоа контрапродуктивно? Ајде и јас да го поставам прашањето. Како? Значи, тоа е клучно за прашање. Значи, кога ќе прочитаме некој наслов, да се запрашаме како. Како се справи? Забрани? Не. Воведе посериозна контрола од родителите? Да. Регистрација, дозвола, значи, повторно зборуваме за регулација. Сега, јас зошто повторно ќе видам тој адвокат што ќе ги кажува проблемите за да спроведете таква работа. Денеска да ги отворите социјалните мрежи, а верувам дека тоа го правиме, границата, возрастната граница, минимумот за да отворите е 13 години. Ајде да се завртиме околу себе, не само во Македонија, во светот, колку деца на 10, 11, 12 години имаат профили на Snapchat, Instagram, TikTok и тоа го имаат со дозвола на родителите. И сега јас не ги кривам родителите. Второто прашање ми е родителите нека се свртат околу себе, нека кажат дали може ли на детето и колку време може да му викаат не и на крај отвориле заедно со детето. Еве тоа ви е пример за родителска заштита. Ете тоа го прави Австралија. И тоа го прават многу земји во светот. Неспорно е дека ние можеме да ја јакнеме улогата на родителите во развојот на децата во ова време. Ми тоа мора да ги јакнеме и родителите. Не можеме само да кажеме ти си од утре одговорен за своето дете. Секако дека тоа е закон, тоа е устав, дека секој родител до 18 години одговара за своето дете. И нема потреба да носиме нови закони да викаме сега ти си уште поодговорен. Тоа по дефолт треба биде common sense. Тоа е него, тоа не само, мислам, тоа е законитост, не е дури ни факт. Да. И сега прашањето е, ако ние гледаме дека не можеме, и Австралија има предизвици, камо ли општество како нашето, кој што се бави со екзистенционални проблеми. Ние имаме, повторно ќе кажем, третина од населението со екзистенционални проблеми. И ние викаме сега на овие проблеми, што се велат дали има доволно храна, дали има доволно можност за плаќање сметки, живеалиште и така натаму, ние викаме сега ти на сите овие, каде ти е детето да го едуцираш дигитално? Значи, ни треба поддршка на граѓаните да дадеме. Тоа е клучната работа. Така што, да, и јас го поставам секојаш прашањето, сите што ми викаат како успе, викам, еде да видиме како. И доаѓаме до одговорност. Значи, родителската грижа е нешто што е основно. Меѓутоа, ние овдека, повторно ќе кажам, молчиме, ставаме под тепих, ескалира и пука. Се случува скандал и после викаме, леле, ова што забрани. И пак во кругот. И нити се забрани, пошто не може да се спроведе. Ние, ако вие како држава не можете да спроведете превенција, нема ни забрана да спроведете. Значи, земја која што води грижа како да ги превенира работите, води грижи како да казни кога ќе се случи некогаш грешката. Ние нити превенираме до сега, нити можеме за жал да казнуваме, гледаме на секаде тоа. Така што нема друго решение. Мислам, можеме да се вртиме колку сакаме, ако не се даде поддршка на родителите од страна на институциите, ако институциите не се вклучат за да видат што се новите предизвици и како да дадат поддршка бидејќи се платени со парите од граѓаните, од родителите вклучително, нема, мислам, само ќе ја преврваме топка да ќе викам, јас се направив, ама ти како родител ништо не пресо детето, родителот ќе вика, јас се направив, ама на школа не му забрануваат, на школа, на училиште ќе викаат, јас забранив, ама еве во другото училиште прават, па на голем одмор гледаат и само. Да, и тоа е поврзано с родителите, наставниците, образованието, на институциите и пак на. Затоа не една маса. Не една маса продуктивно, не за да се види кој е крив, тоа се види кој што може да придонесе. И еве само уште една, ако ми дозволите, работа, не мора со TikTok, генерално социјалните медиуми. Каде масовно разбравме ние за оној оперски пејач од Јапонија кој што пее македонски песни? На Твитер. Дали Твитер, дали било кој со YouTube и така. Каде дознавме за хорот, не знам, од Холандија кој што пее македонски песни? Каде дознавме за блогери за храна
и блогери за патување од Америка и така, кои што дојде и промовираат што е добро во Скопје, како им се свиѓа Скопје 2014 Да. Германецот што се префрли во Македонија, Германец, почна да прави точно. нели содржини за Македонија, реално тоа се многу позитивни примери. Ако се осврнеме на позитивните примери, почнеме да ги набројуваме, ќе видиме дека се многобројни и дека точно тоа е всушност и суштинското, да се смени малку перцепцијата, да се зголеми едукацијата, свесноста и да нели сепак се користат социјалните мрежи, интернетот генерално, но на еден конструктивен, продуктивен и мудар начин, да кажеме. А младите се тие на кои што ние треба да ги насочиме убари. Точно. Ако ние цело време викаме види овој што прави, од аспект негативно, на таа возраст психолозите 100 пати имаат објаснено. Ние само им даваме на децата урнек и поттик дека тоа е патот. Да. Едноставно, ако ние викаме колку интересно и промовираме, не зборувам за медиумите, сам зборувам по дома, почнувајќи во училиште и така, ако ние го правиме обратно, да викаме колку убав пример, ајде, значи едноставно го поттикнувате детето да се инспирира и да сака да биде некако тој човек, како таа личност, туку да биде едноставно на тој начин да направи нешто кое што ќе биде позитивно забележано. Тие се двата пата. Така и јас верувам дека и во со нашиот ваков разговор и сутринските теми кои што ги реализираме на еден ваков начин ќе допреме барем од она кое што и вие го споделивте до сето ова кое што е целта, а како рековме едукација и вистински начин на управување и користење на социјалните мрежи и на интернетот генерално. Ви благодарам за вашето време и за тоа што секогаш кога имаме вакви дилеми и вакви теми одвојувате време од вашиот ден зафатен да бидете заедно со мене со нас и со нашите гледачи. Фала ви. Уште еднаш.